име Македонија во меѓународните односи и вика вака, беше вака формулирано. Главниот проблем беше што нашите не го разбрале тоа како треба. Нашите преговарачите мислеле дека тоа значи нешто друго. Терминот стоеше вака: Македонија, ниедна држава нема ексклузивно право на користење на терминот Македонија. Тоа беше во членот 8. Сега, нашиве мислеле дека никоја нема право ексклузивно, имаме двете право да го користиме. Тоа не беше така. И ја упатив дека тоа незнаење дипломатско, а нашиве се сложиле со тоа. Го прифатиле, мислеле дека и ние и Грција ќе имаме право да го користиме еднакво терминот Македонија. Меѓутоа, од членот 8 не произлегуваше тоа. Беше негативно означен. Вика, ниедна држава нема ексклузивно право да го користи терминот Македонија. Што значи тоа? Значи, во меѓународни односи, само ние го користиме терминот Македонија. Грците не го користат. Грците нигде не викаат надвор Македонија. Тие за домашна употреба имаат Северна Македонија. Значи, само ние ќе бевме во позиција да користиме термин Македонија, нормално, и тогаш они ќе ни рече, пишува член 8, ниедна држава нема ексклузивно право. Само вие го користите, тогаш не можете ако само вие го користите. Во таа замка ќе влезавме со членот 8. Ја им викав не, треба другачи. Ако мислат они, ако мислите вие, нашиве, дека тоа значи еднакво право меѓу нас и грците да користиме терминот, тогаш треба поинаку да се формулира членот. Треба да стои и двете земји имаат право да го користат терминот Македонија. И никој нема ексклузивно право на тоа. Значи и двете земји имаат право, запирка, а никој нема ексклузивно право, сандок. Тогаш е во ред. Тогаш и ние, и Грција, имаме право. Значи, таа запирка суштинска разлика прави. Суштински, ако го нема првиот дел, вие веднаш се посомневувате. Зашто стои негативна одредба? Никој нема право. Они не го употребуваат. Ќе останевме само ние и ќе влезевме у замка. Тоа се коригираш, се избриша, се освестија нашиве, го подмеле да се испита како тоа, Нимиц го повлече. И понатака одевме со не знам кој друг предлог, понатака искочи Букурешт, се тоа пропадна и владава го прекина тоа. Се во октомври-ноември, после Букурешт, имавме една нова атмосфера. Американците ни беа склони запна да си го исперат и образот свој од Букурешт, бидејќи Букурешт беше удари за нив. И тие не очекуваа дека тоа ќе се случи. И запнаа со едно решение кое за нас беше добро. Меѓутоа нема партнер кај нас. Владата веќе се откажа и зазема некоја ригидна позиција. Грциве сакаат да не уништат, не преговараме, ќе се бориме, ќе умираме, ќе јадеме корен. И најдобриот момент го испуштија. Што беше најдобар момент? Најдобар момент беше следен. Имаа сите грижа на совест што ни направија грците у Букурешт. И запнаа да го поправат тоа. НАТО земјите сака да не видат одма нешто, да решиме и да не бутнат у НАТО заедно со Хрватска и Албанија. И тогаш падна предлогот следен. Македонскиот идентитет, кој за грциве е спорен, терминот македонска нација, македонски јазик, кој викаат не можете само вие, еве ние имаме македонци. Американците согласија да го решиме со гаранција, дека тогаш даде Нимиц славна изјава, дека македонска нација постои, дека за него не е спорна. Македонска нација и македонски јазик и македонска националност се гарантира како можност за нас, станува видлива. Сега, дипломатско решение имаше. Ако грците не сакаат да потпишат папир кај што ќе стои тоа, тогаш ние таа гаранција ќе ја ставиме у резолуцијата на Советот за безбедност, со кој ќе се замени таа со која сме примени, 847. Тамо ќе ја ставиме гаранција. Ама негде мора да има гаранција. Зашто мора да има гаранција? Зашто? Нашиве вика, ние не преговараме за идентитет, нас тоа не е прашање. Како не е прашање? Ако имате Северна Македонија наслов и ако немате гаранција дека сте македонци, грците како посилна земја, кој ќе дојдете во Совет на Европа, ќе ви го извлечат националниот идентитет од името. Крече, кај вие македонци? Вие од кај сте? Од Северна Македонија. Значи, вие сте граѓани на Северна Македонија. Северно македонци. Не мора северно. Граѓани на Северна Македонија. Да не се случи тоа, мораше да има гаранција за националниот идентитет. И американците тоа го разбраа.
И тоа го ставија во тоа. Нашиве не преговара. Нашиве тотални аматери. Во најдобрата можност, кај што можеше тоа се направи, они го испуштија љути на Грција. Моментот кога имаа грижа на совест сите, некаква поднаводници, и кај што можевме добро решение да извадиме, они го упропастија и замрзна преговорите, кои траат до ден денеска. Сега кога ќе се вратиме, јас ќе се вратам на тоа решение. Нормално, американците мора да ги лобирате сега, се има таму нова администрација. За да видите како стоите таму. Ние нема да стоиме таму исто како во Бушовата администрација. Ќе треба да се бориме за нашите позиции. Јас сметам дека ќе се изборам и дека наново ќе почнеме од тоа решение. Гаранција за македонскиот идентитет и име за меѓународна употреба, која ќе замени ФИРОМ, подобро од ова што ВМРО-вци ве прифатија во Букурешт. Подобро тоа секако. Значи, гаранција за идентитетот и... Што прифатиле ВМРО-вци во Букурешт? Република Македонија, заграда Скопје. Подобро тоа име. И со таа композиција влез во НАТО по формулата од Букурешт, одма како ќе го решим името, автоматски без нов самит во НАТО. Бидејќи за нашиот народ најважно е да престане оваа агонија. Јас се дефинирам себе како македонски националист, граѓански, мислам дека прв интерес за нашиот народ е да влезе во НАТО и да го заштитиш сопствениот народ веднаш. Да престанат темите околу што ќе се случи со Македонија. Тоа мора да заврши. Иако очекувавме дека ќе има порадикално свртување од Соединетите држави, тоа сепак не се случи и најавата дека Обама првин ќе ја посети Турција и 30 милиарди за фантомите, нешто друго зборат. Тоа па ги фати грците прилично нервоза, но сигурно и они ќе треба да го платат цехот за меѓународно одбивање на послушност кон Америка, така да и тоа е дрскост која. Од каде таа храброст и дрскост денеска Грција да застане, според ваша анализа ме интересира, да рече, не го признавам извештајот на Обединетите нации, Буш им вика, признајте ја Македонија, не ќам. Дури имавме дека, дури и било што да прифатиме, ние немаше у Букурешт да бидеме примени, затоа што они дојдоа со спакувано вето. Едноставно, дека немаше никаква шанса. Не Македонија, Република Македонија, Скопје, туку Тунгузија, не знам, било што да ставевме, немаше да биде прифатено. И тоа што велиш ти, ако било точно, дипломатијата и борбата за собствените национални интереси не се лични навреди. Борбата ти мора да си ја продолжиш. Тоа да било точно све, ние заради тоа што Букурешт пропадна, имавме добар предлог после тоа. Ти искористи го вториот предлог, искористи ја ситуацијата. Ти се бориш за собствените интереси. Човече, ти не се љутиш на грци клети или на клети овие. Тоа не се персонални односи, човече. Ти мораш да се бориш за собствената земја. Си паднал, одлучиле да те ветираат и да им пратат порака и кон американците, можеби. Во Букурешт ти се бориш понатака. Ти понатака добиваш шанса. Пријателите ти помагаат. Кој ми ја даде таа сила на грците, ми интересира? По позицијата во НАТО, они имаат право на вето. Имаат таква атмосфера, сакаат да покажат, можеби сакали една порака да им пратат на американците, им ја пратија. Меѓутоа, понатака има други шанси. Од таа битка вие добиваш ти. Ние мораме да влеземе у позиција